Здраво, ова е 89-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа, која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Лето, на Кирил Серебреников, во кој станува збор за љубовниот триаголник кој се воспоставува меѓу популарниот музичар Мајк, глумен од Роман Билјук, неговиот условно кажано наследник на сцената, перспективниот музичар Виктор, глумен од Тео Јо, и сопругата на Мајк, Наташа, глумена од Ирина Старшенбаум. Дидασκалиите на филмот се ситуирани во 80-тите години на минатиот век во Русија, во период кога се обидуваат да се пробијат рок-н-рол бендовите со нивните слободоумни и бунтовни текстови. Иако не е главна преокупација, но на едно рамниште овој филм многу јасно го приложува ретроградниот и тоталитаристички систем кој се држи до мувлосани принципи и цензура, не дозволувајќи младите да бидат обземени од западната пропаганда, која сметаат дека доаѓа преку рок-н-рол музиката. На секој можен начин се обидуваат демагошки да го спречат развратното однесување на младите со аболиција на мислата, хегемонистички контролирајќи го влезот на концертите и симптоматичното однесување на седнатата публика, која не смее да прикаже прекумерни афинитети кон музичарите и разлее емотивен порив, затоа што знаат дека ако еден започне со слободоумието, ќе му се приклучат и останатите и тогаш не би ја имале контролата врз народната маса и сите што вкусиле залак слобода нема да дозволат да бидат подлегнати на ментални и физички окови. Работењето на рок-н-рол клубот дури е строго контролирано од органите на власта и се разгледува и одобрува секоја песна која се свири во ова место. Да ги подсетам сите кои ја гледаа серијата Чернобил, настаните на филмот се одвиваат во истата ера во која што владее Горбачов со Русија. Рок-н-рол културата од секојаш била неразбирлива за повозрасните генерации кои се наштимани да живеат според туѓите правила, да се движат во редицата со наведната глава, да ги потиснуваат своите желби, страсти и пориви и да размислуваат со туѓи мисли, а рок-н-рол се протиставува на сите тие кривогледи со своји начела, доделувајќи го легитимитетот и можноста за градење на собствената индивидуа со сет на мерила и вредности кои ќе се базираат на личните искуства. Омаловажвачките погледи и навредливиот третман е забележлив во судирот на генерациите во јавниот превоз, кај што повозрасните се само провоцираат од младалачкото однесување и изгледот на членовите на бендот и реагираат насилно како прави христијани, кои на дневна база прекршуваат неколку заповеди на кои се поклонуваат на празници. Музичарите во овој свет се имаат изборено за своето парче на условна слобода, со тоа што се бранат со примери од рок-н-рол културата кои доаѓаат од музичари кои се заложувале за идеалите на работниците и обичниот човек, други се кријат зад паролата на комедијата, трети прават преводи на лириката на руски, за да стане достапна на широките маси и да допрат до суштината на оваа музичка култура. Во една ваква поставеност на инстанциите се оформува љубовниот триаголник меѓу музичарите и нивната муза, кој е отворено на сопругот ги признава афинитетите кон младиот музичар кој се наоѓал во стадиумот на кариерата во која таа се заљубила во незиниот сопруг, со кој има и дете и веќе е незаинтересирана за неговиот успех до таа мера до која се загреани неговите групис. Една звезда е на згаснување, а другата е во подем, па старата се вади на полетноста и светлината на музичарите на повидок, кои сакаат да се афирмираат и го искористат влијанието на установената рок легенда за да испливаат на површина и настане дезавтоматизација и актуализација на нивното дело. Секој сака да биде најдобрата жаба во мочуриштето. Судирот на нивниот разноврснен маниризам доаѓа во колизијата на музичките стилови, односно старата звезда се потпира на делата на Лу Рид, на Дилан, на Болан, на Боуи, традиционалниот рок-н-рол и публиката која милува да ги слуша AC/DC, Sex Pistols и Black Sabbath, наспроти принципите на новиот бран за кој се заложува младиот бенд, кој подоцна ќе се именува како кино, кои пак црпат инспирација од Talking Heads, Duran Duran, Blondie, Joy Division.
Дури и во начинот на создавањето на песните се забележува дистинкција во мотивацијата, кај што едните сакаат да пренесат силна социокритичка порака замотана во стилски средства, а другите се ларпул артисти, лиричари кои го опеваат убавото без да се оптоваруваат со конотациите на светот во кој што живеат. Тие се склони за создавање на нови светови со музички ескапизам. Кога ќе се земе искажаното предвид, добиваме еден филм кој има стабилен постамент за поставување на ликовите, но не се продира подлабоко од ова ниво, без да се прочешлаат сите можни клишеја кои важат за оваа замена на генерации на музичари. Насловот на филмот е сосема погоден, затоа што на филмот му ги дава сите карактеристики на летното годишно време, дружбите на плажа, лефтерениот однос во животот, лежерниот пристап на постоечките проблеми од страна на главните ликови кои делуваат индиспонирано од нивните прерано одживеани животи. Мислам дека нема да има посоодветен филм за поистоветување со летната жега од ова дело. Заслужен за врвниот визуелен квалитет е кинематограферот Владислав Опелјанц, кој со инсистирање на црно-белата техника ги олицетвори 80-тите години во еден жив фотоалбум, што беше делотворно не само поради изгледот и однесувањето на ликовите, туку и со неговата флуидна камера и широки планови на плажата или концертната сала и плејадата на сценографија низ градот, впечатливиот продукцијски дизајн кој се должи на позаимениот дизајнер на Звјагинцев, Андреј Понкратов, без разлика дали се преполнетите кадри во трамваите во Санкт Петерсбург или празните и затемнети домови кои се претвориле во музеи на рок-н-рол културата, Владислав ја демонстрираше неговата вештина за кадрирање, поигрувајќи си со форматите и боите, за да се доближи до домашните видеоснимки и во игривите секвенции од мюзиклот да настане една визуелна анимирана интервенција со додатно цртање врз снимениот материјал, наликувајќи на музички видеозаписи, заслужувајќи ја номинацијата на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки во Битола, но не земајќи ја Златната камера 300 со оглед на силната конкуренција. Ова е музички филм кој има сцени на масовно пеење од мюзиклите и јасно е дека силно ќе се потпре на саундракот на кој не слушнав лоша песна, а композиторот Роман Билјук имаше задача со помош на пасажи на акустична и електрична гитара да ги сврзе драматичните секвенции за да биде во дослух со одсвирената музика во филмот. Палавиот режисер Кирил Серебреников, кој беше во домашен притвор година и пол затоа што не му е некој миленик на политиката на Путин, не дозволи да биде спречена неговата креативна работа, кој со неговите последни остварувања The Student и Betrayal со Дејан Лилиќ ми даде до знаење дека во руската кинематографија може да се впише неговото име кај најзначајните модерни режисери, но иако умее често да го разработи сведогледот низ очите на адолесцентите, тој знае да прикаже комплексни емоционални поврзаности, што можеби е најголем недостаток на Лето, кој повеќе се потпира на сликата и звукот, отколку на длабењето во ликовите и нивните заемни односи. Посебно е воочливо во третиот чин на овој непотребно изложен филм во 126 минути кај што се крши наративната структура и филмот ноншалантно застранува до тој степен што не е ни самиот заинтересиран за слушувањето на главните ликови. Меѓутоа, рок-н-рол бунтовноста е сосема адекватна за ситуацијата во која што се наоѓа самиот режисер. Најзабавен лик морам да признаам дека ми беше Скептикот, глумен од Александар Кузнецов од Есид, кој во постмодерен манир го кршеше четвртиот зид на парчиња, постојано подсетувајќи не дека ништо не е вистинито, односно ништо се нема случајно во тој тек, не баре е гласот на потиснатото колективно несвесно. Овие интервенции, начнати во нараторот на The Student, во целост ги експлоатира во ова дело на мое големо задоволство, зголемувајќи ја комичноста. Успешниот бенд Звери свири во фазонот на психомодопоп, а бендот во Подем кино ми наликува повеќе на призвукот на The Cure, меѓутоа коментарите за нивните светски идоли, изгледот на рок-н-рол сцената во 80-тите, симпатични се разбира се изведбите на Psycho Killer, The Passenger и Perfect Day, насреде трансформацијата на стиловите, како љубител на музика и тоа како ми беше интересно за следење, што се сомневам дека таков ќе биде случајот и за тие кои не се љубители на рок-н-рол. За нив ова ќе биде филм за машки со долга коса кои дрнкаат нешто на гитари, а тоа да ти биле корифеи на уметноста кои со своето дело допреле милиони.
Би повлекол една неблагодарна паралела меѓу овој филм и едно култно остварување од руското минато, кој исто така разработи љубовен триаголник во еден криминалистички свет, промовирајќи ја рок-н-рол културата и пред се бендот Аквариум, за чишто лидер е посветен дури еден лик во лето, а тоа е филмот Аса на Сергеј Соловев. Меѓутоа, со лето на Сребреников, Русија го доби нејзиниот 24-hour Party People. Филмот ја започна фестивалската турнеја на Канскиот фестивал, кај што освои награда за најдобар саундтрак, а потоа се прикажуваше на Карлови Вари, Нов Зеланд, Хелсинки, Цирих, Хамбург, Бусон. Ова е летен филм, во права смисла на зборот, овекувајќи го на фикционен начин младалачкиот полетен дух на учесниците во руската рок-н-рол култура. Погледнете го пред да заврши летото. Оценката на филмот морам да потенцирам дека е незаслужена во поглед на наративната структура, но поради аудиовизуелното доживување кое го нуди овој филм, не можам да го оценам послабо од останатите музички филмови кои ги анализирав оваа година. Ако морам да го евалуирам, тогаш Лето од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 89-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!